Денеска е четврток, 5 март 2026 година. Јас сум Петар Петровски. Ова се вестите при Македонскиот информативен центар со седиште во Линкон, Онтарио, Канада. Ова е прегледот на вчерашните настани поврзани со војната интервенција во Иран и настаните во Македонија и регионот. Вчера во Скопје, Македонија, беше приведен 30-годишниот бугарски државјанин Виктор Стојанов под обвинение дека споделува содржини на интернет кои предизвикуваат национална и етничка дискриминација со цел да потикне омрза кон македонската држава и идентитет. Приведениот Виктор Стојанов е претседател на Фондацијата Македонија. При протресот на неговиот стан во Скопје се пронајдени разни пропагандни материјали. Понатаму веста што е пренесен прес Виктор Стојанов е поврзан и близок со проруската политичка партија од Бугарија Преродба и ја стварува блиски врски со Благовест Асенов, лидерот на ултранационалистичката групација Национален отпор, која заедно со Бугарскиот национален сојуз е организатор и поддржувач на Луковиот марш, пренесува интернет порталот Нетпрес. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија вчера упати апел до сите македонски државјани кои се наоѓаат во погодните региони, доколку не го сториле тоа, веднаш да контактираат до најблиското дипломатско конзуларно представништво со цел да бидат евакуирани од погодните места. Понатаму во соопштението се вели дека лицата кои се пријавиле за евакуација до вчера е 630 души, пренесува интернет порталот Нетпрес. Вчера на јужниот дел на Република Грција Вчера во јужниот дел на Република Турција против ракетната одбрана на НАТО ја пресетне и уништи балистичката ракета која летеше од Иран. За сега не е позната вистинската цел на ракетата. Турската власт изјави дека нема да го активира членот 5 од статутот на НАТО. Исто така, во веста што ја пренесе Reuters, турската влада изјави дека зборуваа со министерот за надворешни работи на Иран Абас Аркачи, на кого му е упатена протестна нота. Американската подморница потопи ирански воен брод за прв пат по завршувањето на Втората светска војна во меѓународните води близу Шри-Ланка. Според соопштението на војната морнарица на Шри-Ланка се проценува дека иранскиот воен брод Дена имал екипаж од 180 морнари, од кои само 32 морнари се спасени и се трага по другите преживеани морнари, пренесува интернет портал Newsmax. Според интернет порталот на кабловскиот новински канал CNN, иранското разузнавање понудило на Американската агенција за разузнавање CIA оново да се отпочне преговори помеѓу САД и Иран. За сега нема никаков одговор на САД, пренесува CNN. Додавме до крајот на ова издание на вести при Македонскиот информативен центар. Ако ви се допадна содржината на ова видео, кликнете на лайк. Ако сакате да го споделите, кликнете на шер. Поведете ако сакате да оставите коментар за ова видео и на крај ако сакате да бидете известени за нови видеа, кликнете на subscribe.